Денеска Централниот караван на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со министерот за земјоделие, со пратениците, со сите функционери од овој струмички регион, сме денеска токму во општина Струмица и во околните општини. Да разговараме со земјоделците, со пазарџиите, со граѓаните, се со цел да разговараме и за проблемите, и за решенијата, и за она што го нудиме за следниот чист мандат за новата влада предводена од СДСМ. Токму во Струмица денес ќе се одржи и централната трибина, како дел од агендата 2024, на која што ќе разговараме за идните предизвици во делот на земјоделството. Ова е дел од програмата План за живот, во кој што во најголем дел од мерките, политиките, она што е ветено пред граѓаните, веќе е реализирано. Затоа денес во Струмица со гордост може да го потенцираме и повториме проектот за модернизација на земјоделството. Проект на кој што СДСМ, оваа влада, министерството работеше во сите изминати месеци, односно 2 години интензивно се работеше да го финализираме. И пред 2 дена во бордот на Светска банка веќе е донесена одлука со која што проектот за модернизација на земјоделството на Северна Македонија е одобрен, односно се одобруваат 46 милиони нови средства и пари за земјоделството. Од овие 46 милиони, 32 милиони евра се токму за изградба на откупно-дистрибутивни центри. На тоа се подпираше и базираше и програмата и ветувањата на СДСМ за подобрување на состојбата во аграрот и за подобрување на откупот и пласманот на земјоделските производи. Еден од овие откупно-дистрибутивни центри ќе се гради во Струмица и во Струмичко. Односно 6,2 милиони евра се предвидени токму за откупно-дистрибутивен центар кој што ќе се гради во овој регион. Овој регион во кој што е најзастапено градинарското производство. Меѓутоа, не само преку овој проект за модернизација на земјоделството, кој што доаѓа како круна на политиките во овие 2,5 години. 2,5 години ги зголемуваме субвенциите, ги решаваме проблемите, ги решаваме напластените и оставени проблеми од претходната влада на Никола Груевски, но и го модернизираме земјоделството. Овие 2,5 години нашата земја е лидер и светол пример и во искористеноста на европските фондови. Ние сме пример за регионот за тоа како се користат европските пари во земјоделството. Преку ИПАР 2 програмата до денес се склучени над 1570 договори, односно се исплатени само во оваа година над 12 милиони евра европски и национални пари само за реализација на проектите кои што се во земјоделството се финансираат преку ИПАР. За само 2 години сме исплатиле 12 милиони евра. Во претходниот период, за 11 години, се исплатени приближно исто средство. Тоа значи дека сме на прав пат, тоа значи дека во ИПАР програмата, за која што сме лидери во регионот, ќе бараме дополнителни средства и од останатите земји. За прв пат, ова е прва година во која што ниту плаќаме камати, ниту плаќаме пенали, ниту ги враќаме парите назад во европскиот буџет. Ова е прва година во која што целосно ги користиме европските средства во македонското земјоделство. Денеска во Струмица со струмичките земјоделци и граѓани ќе разговараме и за сите други предизвици во земјоделството. Меѓутоа, на прав пат сме, ги продолжуваме политиките на враќање на парите назад кон граѓаните. Ова е година во која што за прв пат се спроведе мерката зелена нафта. Ова е година во која што за прв пат се спроведе и реализираше мерката за поврат на парите кон земјоделците преку зголемениот лимит на персоналниот данок, односно ова е прва година во која што значително многу повеќе пари земјоделците добиваат од државата. Затоа го продолжуваме тој пат, а денеска за сите останати мерки и политики ќе разговараме со земјоделците во Струмичко. Благодарам.